После 2-годишна пауза струмичани повторно во ритмот на струмичкиот карнавал се бира принцот и принцезата кои што на главната карнавалска поворка ќе ги предводат карнавалистите. Овдека во еден од локалите во Струмица буквално сите се под маски. Под маска живее цела Струмица. Македонци, срби, германци, холанѓани, грци, турци и од кадали не гости. Синоќа под маска на струмичкиот маскенбал бира принц и принцеза која ќе ја предводат денешната поворка на карнавалот во срцето на Струмица. И се надеваме дека оваа година, како прва година, како еден нов почеток да ни биде, па здравје Боже, да помине се во најдобар ред. Овие 2 години ни се видува како 20. Навистина живееме за тој карнавал. Пред 2 години ни е направена маската, се ја обновивме и навистина очекуваме дека ова нема да се повтори. Да бидеш присутен на струмичкиот карнавал е голема желба и голема убавина. Тој што не е бил, го поканувам да дојде да биде. Ако не може да се снајде со маска, нека дојде кај Цветко Багашовски, ќе му даде маска да учествува и на карнавал и на маскенбал. Јас сум среќен што сум повторно овде заедно со сите луѓе да се провеселиме, заврши короната и конечно да слободиме креативноста, да уживаме и да придонесеме за струмичкиот бренд кој што е многу силен и треба да го одржуваме се повеќе. I'm so proud to be here. And yesterday we had the performance. Горд сум што сум овде вечерва. Вчера бевме на концертот под маски на музичкото училиште. Беше инзворедно. Солзите од среќа сами течеа. Пандемијата со COVID-19 2 години не им дозволи на струмичани да стават маска, но годинава организацијскиот одбор и локалната власт под посебни протоколи реши повторно да го оживе духот кој го носи карневалот. И да не дозволиме да падне во заборав, односно традицијата да ја одложиме на подолго време, така да со тој ризик решивме да го направиме и маскенбалот и големиот карнавал и целокупната програма за струмичкиот карнавал. Можам да кажам до сега што го видов, дека не сме погрешиле, дека иако маските се во помал број, но и како резултат на ковид протоколите, сепак струмичкиот маскенбал и струмичкиот карнавал ќе го задржат своето високо ниво. А ветувам дека до година се враќаме на високото ниво кое што одамна го имаме заслужено. Првиот човек на општината во духот од традицијата под маска, уверен дека струмичкото чудо мора да се негува и од идните генерации. Јас од тоа што можам да го приметам, уште на самиот влез изобилува просторијата со преубави маски, со многу граѓани кои што се маскирани и секако нека победат и нека бидат избрани најдобрите. Така и личи на Струмица, сите маскирани во духот на карневалските свечености, да си го прославиме и да си го поминеме овој карневал. Уште првиот состанок со карневалскиот одбор во мојот кабинет кажав дека паузата од 2 години на вековните традиции апсолутно делува демотивирачки за карневалџиите и воопшто за сите струмичани. Кажувам дека многу е важно да се одржи струмичкиот карневал. Зошто? Затоа што тоа е сршта на струмичкиот идентитет, но и на македонскиот идентитет. На тој начин го зацрстуваме и нашиот македонски и струмички идентитет. Вечерва под маска ќе продефилираат 26 групни маски и поединечни на главното карневалско дефиле.